Ja sam Žaklina, trener za ličan rast i razvoj i coach pod supervizijana programa Toli, a vi ste v jedno novo video na kanalu Ti možeš. Danes ќе ви понудам неколку прашања кои што ќе ви помогнат полесно да донесите некоја одлука. Јас и претходно имам зборувано за одлуката и колку за подсетување. Ја поддржувам теоријата дека секоја одлука што ќе ја донесеме е вистинска одлука, со оглед на тоа дека ја донесуваме во одреден период кога имаме одредено ниво на знање, можности, вештини во одредени услови. Ако подоцна размислуваме за тоа, може би ќе мислиме дека сме можеле да донесеме и поинаква одлука, да не заборавиме дека тоа го мислиме од една позиција во која може би се променили условите, може би сме искусиле нешто ново или сме само повозрасни, помудри, поискусни. И не треба да се обвинуваме, затоа што на крајот на краиштата тие одлуки кои што сме ги донеле, правилни или погрешни, не донеле до овде каде што сме сега. За да го убрзаме тој процес, односно да си помогнеме себе си и да не мора да чекаме со години па да видиме дали таа одлука од овој аспект не изгледа вистинска или погрешна, или пак да се обвинуваме себе си за нешто што било пред 5-10 години, можеме да ја донесеме иднината во сегашноста, односно да се замислиме себе си дека сме таму каде што веќе тоа за што треба да одлучиме е остварено. Да го донесеме тоа во сегашниот миг и да провериме како се чувствуваме во врска со тоа, што мислиме за себе си и доколку сакаме да ги пронајдеме позитивните и негативните страни на тоа што сме го направиле, па дури можеме и да споредиме со онато што сме мислеле да го избереме, меѓутоа сме донеле одлука да избереме нешто сосем друго. Најлесно би можеле да ги одговориме овие прашања преку визуализација, доколку сметате дека можете да ги одговорите прашањата без да визуализирате, тогаш земете лист хартија, запишете ги, одговорете ги, а доколку мислите дека визуализацијата може да ви помогне, како што мислам јас, тогаш одиме понатаму. Како и за секоја визуализација, за секоја вежба и за се што треба да размислите, проџвакате, би било убаво да сте во некој простор каде што е мирно и тивко, каде што сте сами со себе, и јас практикувам кога визуализираме да ги затвориме очите, меѓутоа секогаш ја оставам слободата на избор. Може да ја правите со отворени очи, земете си лист и хартија за да може да запишете тоа што ќе визуализирате и можеме да почнеме. Чувствувајте се опуштено и релаксирано, значи наместете го телото во некоја позиција која што ќе ви овозможи да се чувствувате така. И како и секогаш, одиме со 3-4 пати вдишување и издишување. Вдишуваме на нос, издишуваме на уста. Еднаш. Два пати. Малку подлабоко и подолго трет пат. Ако имате потреба, вдишете и издишете уште еднаш. Проверете дали се чувствувате опуштено. Замислете си, односно визуализирајте дека сте ја донеле веќе одлуката за која подолго време размислувате, дека сте го направиле тоа што сте сакале. Сега сте таму. Независно на што и да се однесува тоа. Видете добро како изгледате. Што се променило? Што сте постигнале? Што сте добиле? И материјално,
и на ментално ниво, и физички и психички. Односно, проверете дали се чувствувате добро, смирено, задоволно. Проверете и дали чувствувате некои непријатни чувства. Дали може би нешто ве вознемирува, ве плаши. Имате чувство дека не е така како што сте посакувале. И потоа отворете ги очите и запишете го тоа. Запишете што сте виделе, како сте се чувствувале, дали сте задоволни, незадоволни, среќни, исполнети, неисполнети. И потоа повторно затворете ги очите. Вдишете и издишете повторно ако ви е потребно. Вратите се таму каде што бевте. Таму каде што се резултатите од вашата одлука. Новонастанатата ситуација, окружување, луѓе, позиција, простор, што и да е. И проверете што мислите за себе. Јас мислам дека сум успешна. Јас мислам дека сум задоволна. Јас мислам дека сум среќна. Јас мислам дека донесов вистинска одлука. Дека ова одлука ми го промени животот. Или пак, јас мислам дека донесов погрешна одлука. Јас мислам дека не сум задоволна. Не сум горда на себе. Не успеав, не предвидов, не замислував вака. Што и да ви дојде на памет. И потоа отворете ги очите и запишете го и тоа. Доколку има потреба, повторно затворите ги очите и визуализирајте. А доколку не, во друг дел на листот или од другата страна напишете што ќе постигнам, што ќе добијам и како ќе се чувствувам ако не ја донесам таа одлука. Ако остане се вака, зависно од ситуацијата во која се наоѓате. Ако визуализирате, повторете ја постапката. А ако ви е доволно на свесно ниво да видите, да почувствувате, тогаш дајте си малку време и потоа запишете. Ако не ја донесам одлуката, ќе биде вака и вака, а јас ќе се чувствувам. И запишете како ќе се чувствувате. Сега и овде во моментот. Не размислувајте. Запишете ги оние чувства и мисли кои ви доаѓаат први.
потоа повторно затворете ги очите или на свесно ниво пробајте да одговорите на прашањето што мислам за себе си ако не ја донесам таа одлука. Дека постапувам правилно, дека сум се договорил или договорила со себе, дека сум силна или силен, дека сум способна и вака да стигнам до тоа што го сакам, или само неспособен или неспособна да донесам одлука, или слаба или слаб. И запишете го тоа. И потоа споредете ги чувствата и мислите кои што ги имате во првиот дел со чувствата и мислите кои ви се јавуваат во вториот дел. Може би таму ќе најдете некои одговори кои што не сакате да ги чуете, не можете да се соочите со нив, не сакате да си признаете. И може би сето тоа ќе ви помогне полесно да донесете одлука. Одлуките ги донесуваме како резултат на состојбата во која сме, со знаењата, вештините, чувствата што во моментот ги имаме. Да не се каете ако таа одлука излезе некако погрешна или неправилна. Тоа е нешто кое што било и поминало. Се надевам дека визуализацијата ќе ви помогне. Ако треба, направете уште еднаш. Ако треба, пуштете го видеото, стопирајте го. Или запишете ги прашањата, па оставете за по некое време. Подоцна, кога ќе се чувствувате подготвени да ги одговорите, меѓутоа, бидете искрени со себе. И што и да ви се појави како мисла и чувство, тоа е ваше. Немојте да се критикувате себе си. Само обидете се да видите, да чуете што мислите и да почувствувате. Ви благодарам што сте тука, ставете лайк, приклучете се на каналот и бидете тука и во следното видео кога ќе обработиме некоја нова тема. Ви посакувам се најубаво и да уживате во одлуките кои што ќе ги донесете. Или барем да ви донесат олеснување.